Денешната средба што организиравме заедно со вице-премиерите Шекеринска и Османи и министерот Сугаревски, кои што денес ќе присуствуваат на општинскиот кризен штаб, ево насока со заедничката соработка што постоеше и досега и нашата перманентна комуникација со владата на Република Северна Македонија и Централниот кризен штаб и она што вчера го побарав од армијата на Република Северна Македонија да имаме асистенција, тоест сили од армијата на Република Северна Македонија кој што и е потребно во овој момент на нашата општина, затоа што мерките што ги предложи Министерството за здравство и владата на Република Северна Македонија за да би се до крај испочитуваат, затоа и ги побарав оваа асистенција. Денес ми беше одговорено апсолутно брзо, експресно и одма упатувам благодарност до министерката на одбрана на Република Северна Македонија и командантот на касарната Мирчацев во Прилеп и од денес, од утринските часови, од 8 часот, беа на располагање 15-тина припадници на армијата, каде што имаше најголема потреба и она што загрижуваше во Прилеп претходните неколку денови, пред маркетите и пред експозитурите на банките, каде што имаше голем број на граѓани. Морам да спомнам несовесни кои што не го почитуваат редот и оние препораки што ги дававме неколку денови, одма после поставувањето на знаците што ги постави општина Прилеп во ноќесните и утринските часови пред овие експозитури и пред маркетите во градот, стој овде со црвени четириаголници, на кои што денес одма видовме после обележувањето со овие четириаголници, црвени четириаголници, каде што пишува стој овде и по присуството на армијата на Република Северна Македонија, се виде дека одма е поинаква ситуацијата. Да напоменам само тоа дека присуството на армијата граѓаните не го почувствуваа како страв, туку напротив, како загриженост на армијата, затоа доаѓа на помош, како безбедност и како сигурност. Армијата била секогаш добре дојдена во нашата општина. Граѓаните гаат не само интерес, симпатии кон армијата и овој пат тоа го покажа, дека во наредните неколку денови сигурно и на другите места во нашиот град каде што има потреба, тоа ќе го правиме. Денешната средба, заедно со, ќе спомнам уште еднаш, со вице-премиерите и со министерот, заедно со кризниот штаб од општината, ќе подискутираме и дополнителни мерки што треба да направи општината и кризниот општински штаб заедно со Министерството за внатрешни работи, за сите комунални предпријатија од нашиот град, за сите доброволци што учествуваат во овие неколку денови во општината. Мислам дека ќе се спротивставиме на оваа пандемија и коронавирусот кој што како невидлив непријател и се заканува не само на нашата држава и воопшто во светот, ќе одговориме на сите предизвици и на крај ќе го победиме и коронавирусот и оваа пандемија. И уште еднаш на крајот сакам да упатам апел кон граѓаните од општина Прилеп, посебно сега пред почетокот на великденските празници. Ве замолувам, апелирам, не сакам да кажам наредувам, сите граѓани да ги почитуваат препораките што се дадени од Министерството за здравство и од владата на Република Северна Македонија, од препораките што ги дава општинскиот кризен штаб, да се почитуваат, ништо повеќе, само тие да се почитуваат и сето ќе биде во ред. Што значи тоа во ред? Ќе имаме помалку можности да имаме ново инфицирани, ново заразени, затоа што денес ќе ви соопштам, не знаете, имаме уште еден смртен случај во Прилеп. За жал, тоа се случува, можеби ќе се случува и понатаму. Мораме да одговориме на овој предизвик, да бидеме сите на своите работни задачи, да одговориме на сите наши предизвици и пред семејството, пред најблиските, затоа што само така можеме да бидеме сигурни дека ќе застанеме на патот на коронавирусот. Да не должам многу, уште еднаш, почитувајте ги мерките, седете дома и ништо повеќе не треба. Дозволете ми да се заблагодарам на иницијативата на градоначалникот
и да го изразам моето соочувство за загубените животи овде во Прилеп. Бројот на ново заразени и во цела држава и бројот на починати како и во цел свет расте. И тоа ни ја испраќа пораката дека мора континуирано да ги почитуваме препораките и да бидеме побрзи и поефикасни во спроведување на истите. Денеска сме во Прилеп да изразиме нашата поддршка, да изразиме нашата солидарност, но и да покажеме дека како држава во услови на криза навистина покажавме како е да се функционира и да се реагира брзо и ефикасно. Вчера градоначалникот на Прилеп упати повик, даде иницијатива за поголем ангажман на нашата армија токму во Прилеп, како една од општините каде што се забележува зголемување на бројот на заразени. Денеска, уште пред да стигнеме во општината, веќе на улиците на Прилеп беше видлива промената. И можевте и сите вие, може и граѓаните да видат дека армијата веќе почна да функционира на еден нов начин. Уште од петокот ги почнавме сите подготовки, касарните низ територија на цела Северна Македонија, да обезбедат поддршка на единиците на локална самоуправа таму каде што таква поддршка се бара. И денеска можете да видите дека и во Куманово, и во Прилеп армијата превзеде активности со кои ја поддржува општината, но пред се влијае на одржување и обезбедување на сите мерки за безбедност од страна на граѓаните во секојдневниот живот. Можеме да направиме 1001 препорака, ако препораките не се почитуваат, тие паѓаат во вода. Сите сме свесни дека нашиот секојдневен живот стана многу различен, многу потежок и многу покомплициран. Меѓутоа, тоа е единствениот начин да се справиме со оваа невидлива опасност на прв поглед. И затоа денеска пред маркетите, пред банките, пред местата каде што во принцип се правеа гужвите, ќе видите по неколкумина униформирани припадници на армијата, чија задача не е да создаваат страв, туку почита која што ја уживаат кај граѓаните да биде употребена за повеќе ред. Сакам да честитам на општината, што е можеби и прва во државата која што на многу прегледен начин ги обележа местата каде што им препорачува на граѓаните да чекаат пред влез во супермаркетите, пред влез во банките. Општината го прави своето, армијата ја дава поддршката, секој од нас одлучува дали овие препораки ќе спасуваат животи или нема да ги почитуваме. Денеска првичното учество на армијата беше со помали бројки, меѓутоа денеска сме на овој штаб заедно со половина речиси од генералштабот на армијата да се договориме како оваа бројка во следните денови ќе се зголемува. Ова го почнувавме во Куманово, сега во Прилеп. Тоа е можност која што им ја дадовме и на другите единици на локална самоуправа и до среда ќе знаеме точно кои општини каква поддршка од армијата побаруваат. Тука е армијата и мислам дека нема никакви дилеми, дека во моменти на криза ова се задачи со кои најдобро ќе се снајде и армијата. Меѓутоа, верувајте, нема сила, нема полиција и нема армија која може да не спаси доколку не ги почитуваме ние препораките. Нашата отпорност како држава зависи од одговорноста на секој од нас поединечно. Ако има и малку неодговорни, во вода ќе паднат сите наши напори. И затоа препораката до сите: седете дома, почитувајте го полицискиот час, почитувајте ги мерките за безбедност тогаш кога мора да излезете и водете сметка дека сме во се во ова заедно. Ние постојано мора да водиме сметка од една страна максимална заштита на здравието, од друга страна и ние како и сите граѓани сме загрижени дека економијата не треба и не смее да запре. И затоа пораката која што главниот штаб ја испрати и до коморите, и до бизнисите, е во следниот период да се прилагодиме на нови начини на работа. Соодветна дистанца помеѓу граѓаните, мерки за безбедност. Да го посетев Прилеп пред 3 недели, најверојатно многу малку од нас ќе носеа маска и ракавици. Меѓутоа, денеска сме свесни дека и тие спасуваат животи. Се прилагодуваме ние, мора да се прилагодува и бизнисот,
Меѓутоа, тука сме за да покажеме дека е ова заедничка битка и дека од таа заедничка битка ќе излеземе како победници. Последниот повик и благодарност до сите припадници на армијата кои што учествуваат во оваа акција. Ова е предноста на градови како Прилеп, кога имате касарна. Вие сте првата линија на поддршка и на помош. Очекувам поголем број на припадници на улиците на Прилеп и убедена сум дека граѓаните на Прилеп тоа ќе го дочекаат и со олеснување и со благодарност. Продолжувам со активностите како координатор на владата на локалните општински, односно на општинските штабови за заштита и спасување, бидејќи овие штабови попримаат се позначајна улога како имаме локално ширење на заболувањето, додека на почетокот концентрацијата ни беше на импортираните случаи од надвор, па требаше една централна координација како влегуваме во третата фаза, во така нареченото локално ограничено ширење на заболувањето. Општинските штабови попримаат се поголемо значење, меѓутоа се разбира тука е потребно координација помеѓу централната власт и општинските штабови и во превентивните мерки, меѓутоа и во мерките за намалување на последиците од истата. Имаме блиска координација со градоначалникот, го информирав уште утринава дека денеска имаме 3 нови позитивни случаи, еден починат од Прилеп, со што вкупно бројката е околу 75 позитивни, односно 2 починати, со што и локалните мерки кои што се превземаат треба да продолжат во ист интензитет. Сакам да им честитам, да им се заблагодарам на граѓаните за ова самопожртвуваност, ова охрабрување и дисциплина која што ја покажуваат и во Прилеп и насекаде низ државата. Сакам да се заблагодарам и до Министерството за одбрана и за армијата за ова дополнителна помош што им ја дава на општинските штабови во сите нивни цивилни потреби за справување со епидемијата. И тука како координатор можам да кажам дека сите механизми на владата да им се помогне на општинските штабови во нивната локална проценка, се разбира во координација со експертите од Министерството за здравство, за да им се излезе во пресрет на општините и потребите на граѓаните за што побрзо да ја локализираме оваа состојба и да излеземе посилни од неа. Сакам посебно признание да оддам тука делот на здравствените работници, на делот на армијата, на Министерството за внатрешни работи. На вистина мора да ги почитуваме сите оние кои што се прави професионалци, нормално да ги почитуваме во делот на препораките и на уредбите со законска сила кои што владата ги носи се со цел да на вистина заврши колку што може ова зло побрзо. Исто сакам да испратам една порака која што е за мене исклучително важна, тоа е во делот на информирањето. Мислам дека покрај сите противници непознати, станува збор за овој вирус, што ги имаме и борбата против секојдневно што ја водиме против лажните вести, против дезинформациите, кои што уште повеќе ја утежнуваат работата на владата. Јас тврдам дека владата и ресорните министерства се цврсто и посветени во делот на она што е нивна работа и прават се да навистина донесеме правилни мерки, навремени мерки, што е многу битно, се со цел да навистина ги заштитиме граѓаните. Исто така беше спомнато и во делот на она што значи и економија. Сакам да потенцирам дека за нас е убедливо најважно здравството за сите граѓани, меѓутоа го гледаме и онај економски момент, затоа и сега кога имавме дел на ребаланс кој што го носеше владата, бидејќи собранието не функционира, да заштитиме делот капиталните инвестиции кои што се исклучително важни за овој период. Секојдневно носиме мерки, односно уредби со законска сила на кои што на одреден начин правиме олеснување. Конкретно ќе го земам мојот ресор кој што го предводам, значи во изминатиот период донесовме одредени одлуки во делот на транспортерите, во делот на олеснување на сертификатите со кои што работат. Исто така делот на меѓународниот транспорт е комплетно исклучен од полицискиот час од почеток, така да онај делот на превоз на стоки и услуги апсолутно движи. Во делот на градежништвото исто така продолжување во делот на лиценците на градежните компании, се со цел да навистина, иако и за нив не постои забрана во делот на работата, да овозможиме да овој период го заштитиме целосно здравството, меѓутоа и до толку не биде оштетена економијата.